Проблемот со диво вселените станари во старата касарна во Кочани конечно ќе добие решение. Такви се најавите од општина Кочани, од каде веќе биле преземени конкретни активности за иселување на лицата од објектот и нивно по соодветно сместување. Се планира за нив да се изградат посебни објекти за домување, а за што веќе била определена и локацијата. Состојбата со деценија е загрижувачка и од социјален, и од естетски, и од еколошки аспект, поради што се очекува конечно таа да се подобри, а ветувањата се оти на тоа нема долго да се чека. На отворената панел дискусија што викендов со градоначалникот ја имаа граѓаните, беше актуализирано токму и прашањето за старата касарна. Оптимистичкиот одговор од првиот човек на општинската власт дава надеж дека решението е на повидок. Заедно со замени, односно министерот без ресор и со други представници од ромските заедници изнајдовме адекватно решение, односно место каде што ќе изградиме 24 куќи, односно тоа ќе бидат 6 блока со по 4 куќички, се со цел да ги сместиме овие семејства кои се евидентирани од наша страна како диво населени во тој дел. Значи, локацијата е дефинирана, надвор од урбанистичкиот опфат се решава со локална планска документација, процес кој е веќе почнат и кој е прилично далеко и очекуваме дека планерите, значи имаме изберено и проектант, односно фирма која ќе го изработува целиот тој потек, урбанистички ќе го решава и се надевам дека можеби за месец до два тој дел околу планирањето, проектирањето ќе го имаме завршено и ќе остане само во делот на реализацијата. За да се реализира целиот проект до крај, општината очекува финансиска поддршка и од државата. Истовремено од општинскиот буџет се издвоени средства за изработка на техничко-планската документација за објектите што треба да се градат. Градоначалникот Илиев рече дека локалната самоуправа е подготвена да помогне и во обезбедувањето на потребната инфраструктура, односно изградбата на пристапен пат и обезбедување вода и канализацијски одвод. Сепак, додаде дека дали докрај ќе се реализира зафатот е прашање за централната власт. Ние имаме зацртано веќе одредена сума на пари која на еден или друг начин е ветена, дали тоа ќе се остане до крај така, не можам да кажам, бидејќи во таа работа можеби да има и нешто политика, јас не сум политичар и не можам денеска да кажам, меѓутоа цврсто сум убеден дека на еден или друг начин ние ќе најдеме решение на овој проблем и ќе ги изградиме овие 24 куќи, односно тие 24 семејства ќе бидат пристојно сместени и еднаш за секојаш ќе го решиме проблемот со касарната, како што реков, проблем и за населените што живеат таму, меѓутоа проблем и за околните куќи. Иако старата касарна не нуди ниту основни услови за живење, повеќе од 2 децении таму се сместени 20 семејства со над 100 жители. Тие импровизирано се приклучени на електричната мрежа, а за одржување на личната хигиена имаат само една чешма во дворот. Повеќето од жителите се млади брачни парови со по неколку деца, кои живеат во мизерни и нехумани услови.